Здраво, јас сум Јана Секуловска, добитничка на овогодинешната награда Вавилон за студентски превод. Возбудена сум, за мене значи некакво потврдување дека тоа што го работам и што сакам да го работам во иднина значи. Сакам да продолжам со книжевниот превод. Досега не сум преведувала краток расказ и тоа ми беше интересно да видам дека го можам и тоа. Особено, може би ова малку чудно, обично повеќето што се занимаваат со книжевен превод најмногу преведуваат проза. Мене некако од почеток ми тргна со поезија и најмногу од се што имам преведувано било поезија. Ова ми беше нешто како некаков поттик и со проза да се позанимавам, ама исто така ми си докажав себе си дека можам и дека знам и да имам доверба во моите способности како преведувач. Особено бидејќи што повеќе се доближуваше до датумот на доделувањето на наградата, тоа повеќе бев несигурна дали навистина е доволно добар мојот превод за да ја освојам. На почетокот кога го направив, си реков супер, одлично, баш бев горда и на тоа што го направив и одлично се чувствував, ама понатаму некако ме фаќаше некој стрес, некоја анксиозност и моментот кога ја добив наградата бев толку среќна и толку возбудена и да, баш тоа ми го потврди и ми кажа дека треба да продолжам со ова и дека сакам да продолжам со ова. Текстот што го имав за превод беше краткиот расказ "Мајките сите беа исти" на Джозеф О'Конор, ирски автор. И текстот го прочитав подолго време пред да почнам да го работам. Првин го прочитав цел, ама во тој момент имав испити едно друго и не успеав одма да почнам со преводот. И така некако ми лежеше подолго време откако го прочитав пред да почнам да го преведувам. Потоа го препрочитав уште еднаш и почнав да го преведувам летото. И самиот процес на преведување, мислам дека отприлика една недела го работев текстот. Не беше нешто многу долг, ама имаше некои малку комплицирани моменти. Дел од работата течеше многу лесно и брзо, а дел од работата требаше подолго време на еден конкретен термин да се посветам, да го истражам. Имаше и некои културолошки моменти, затоа што авторот е од Ирска. Имаше некои така специфики што се однесува на ирската култура, што требаше да се истражат. Дефинитивно е многу важен контекстот и особено за овој текст, мислам дека и затоа и беше избран за конкурсот, бидејќи имаше особено некои елементи на говорот што беа многу специфични. Сега се сеќавам, баш имаше еден конкретен дел со наслов од весник и беше нешто толку ирско прво воопшто да не го разбереш, мислам не звучеше тоа воопшто и на англиски. И имаше таму и алитерација, мислам дека имаше некои 5-6 збора поред на Л, па некои зборови што воопшто јас не ги разбирав. Например, од англиски го имаше зборов loverly напишано со Р, со се и се што јас на почеток го гледам и не можам да го разберам. И го барам по речници и никаде го нема зборов. И потоа отворив нешто на некоја така народска веб страна и сватив дека тоа е транскрибирано од ирски, како би кажале, lovely. И такви некои работи имаше каде што малку е тешко, ти може ќе го преведеш зборот, не е тежок збор за преведување lovely, ама е тешко да го доловиш тој звучен елемент, бидејќи е многу очигледно дека тоа не е обичен англиски говор. И такви некои работи бараат дефинитивно посветеност и треба да се истражат многу добро пред да се пренесат. Мислам дека преводот е многу важен бидејќи треба да се пренесуваат овие баш што зборував досега, тие некои културолошки моменти е важно да се пренесат во друга култура и да останат такви, да не сега нешто конкретно за ирска и ние да го направиме да е тоа македонско. Важно е да се
да се донесе и таа култура тука, да се дознае нешто за неја и да се пренесе на некој веродостоен начин, ама исто така е важно бидејќи треба, еве ние како Македонија, треба во рамките на нашата држава да се чита на македонски јазик и преводи, не само македонски дела, а например англиските дела да се читаат само на англиски. И важно е да се има тој книжевен превод, бидејќи иначе нема како да дојдат ваму некои елементи што се од странство и да се вдомат некако тука. Особено да не останат и странски на некој начин. Има многу термини што се земени од англиски, од француски, од што ти не, ама остануваат странски, никогаш не се одомакнуваат, никогаш не добиваат нов збор на македонски, туку се користат како што се директно земени од англиски. И мислам дека за тоа е многу важно да се преведуваат делата тука, бидејќи имам многу и нови работи што се случуваат во светов, а исто така и некои стари работи што се специфични за одредени места, што никогаш нема да допрат до тука и да си го најдат своето место тука, ако не се пренесени на нашиот јазик. Многу би сакала да го преведам Леонард Коен на македонски. Мојата омилена збирка негова е Book of Longing и имам некои песни од таа збирка преведено, ама би сакала да ја преведам така во целина на македонски, бидејќи многу ми значи. Исто така Леонард Коен е канадски автор, јас имам живеено во Канада, имам допир со таа култура и многу би ми значило и би ми било убаво искуство да ги пренесам неговите дела на македонски. Особено бидејќи има и тука некој предизвик. Дел од неговите песни се напишани во рима, има некои игри со форма што се интересни кај него и мислам дека би било доста можеби малку тешко, ама интересно и забавно да се преведува. Книжевен превод. Поезија. Вино. Значи, некакво отворање, некакво покажување на тоа што е внатре, тоа што можеби не се гледа на прв поглед,